Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка ќе анализираат, а владата ќе одлучи дали ќе се зголеми старосната граница за пензионирање. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска тврди дека иако се разгледуваат можни решенија, владата засега нема донесена одлука за било каква пензиска реформа. Ќе се чека документот од меѓународните институции. Тие сега побараа да направат една анализа, ние се согласивме. Ќе прават анализа на пензискиот фонд и ќе дадат одредени препораки, што не значи дека треба да бидат дефинитивно прифатени од страна на владата, но се согласивме ќе работат на такво нешто. Јас не сакам да преюдицирам однапред, ама уверојатноста дека ќе кажат да го зголемиме прагот старосната граница за пензионирање, очекувано нешто, дали владата ќе го прифати или не, ќе видиме. Кочовска вели она што е загрижувачки е лошата демографска слика, старењето на населението, тренд кој е присутен и во Европа, но нејзин личен став е дека не треба да се зголеми старосната граница за пензионирање, туку да се остави право на избор. Во однос на старосната граница, лично сметам дека треба да се остави како право на избор. Да си останат годините, да се даде можност за оние кои што сакаат да си продолжат. Има граѓани кои што работат во потешки услови, верувам дека многу така очекуваат и се надеваат дека ќе се пензионираат согласно постоечкиот закон. И сега, а има и такви на кои што им е лесна многу работата или полесна во однос на овие другите, и тие сигурно би работели и до 70 години, до 70 на две тука. Пензиската реформа повторно стана актуелна тема во јавноста, откако ревизорите утврдија дека се продлабочува дупката во ПИОМ, а фондот должи за здравствено осигурување на пензионерите, но и не ги префрла редовно парите во вториот пензиски столб. Кочовска тврди дека за годинава се обезбедени над 300 милиони евра кои од првиот треба да се префрлат во вториот пензиски фонд, но не се продлабочува само дупката во ПИОМ. Се зголемува и дефицитот во државната каса. До крајот на годинава ќе има ново задолжување на странски пазар. Колкава ќе биде сумата, допрва ќе се утврдува. Кочовска на отчетот за двегодишното работење на Министерството за финансии рече дека јавниот долг во првиот квартал од годинава изнесува 58,9% од брутодомашниот производ и дека владата води поинаква политика, задолжувањето да оди во инвестиции, а не во потрошувачка.